Земјоделците од Овчеполието вчера одржаа средба со министерот за земјоделие Трипуновски со цел соочување и решавање на проблемите со наводнување на земјоделските површини. Од следната година новата влада ветува дека сите земјоделски површини на територија на нашата држава навремено ќе бидат снабдени со вода, а сите дефекти и штети кои со години наназад се трупале и не биле санирани за време на зимскиот период ќе се санираат, се со цел граѓаните навремено да ја започнат наводителната сезона. Денеска сум овдека на средба со земјоделците, поканете си директорите, едно соочување. Јас сутро одржав состанок во Министерството со овие две подружници на АД Водостопанство, доби ветување дека ќе се коригираат одредени неправилности и нивни пропусти кои што ги имаат направени изминатиот период, се со цел да ја некако пребродиме оваа сезона, односно да ги задоволиме земјоделците со навремена и доволна количина на вода за наводнување. Она што на овој состанок ќе биде практично една од заклучоците е тоа дека вакви работи од идната година нема да се случуваат, затоа што ние како нова влада веќе од првиот ден работиме на реорганизација на водостопанство, на обезбедување доволно финансии и средства за наредната година да почнеме подготвено. Другата тема на која се разговараше на средбата е за откупот на јачменот и пченицата. Генерално на ниво на државата ќе се бара решение за прифатлива цена која што ќе биде во корист на земјоделците. Периодов сите земјоделски површини се соочуваат со голем проблем кој сигурно предизвикува одредени штети, но во Овчеполието има голем недостаток на вода, додава министерот. Во Кочанскиот регион можеби задосни водата да стигне да биде жетвата во неоптимален рок, можеби беше на крајот од оптималниот рок, меѓутоа она што јас го имам како информација дека со одредени пропусти таму можеби ситуацијата беше по-прифатлива за разлика од делот на овој дел на државата во Овчеполието, каде што имаме сериозни недостатоци на вода. Гледам дека од утро веќе стигаат и во оние делови кои што не беа покриени, меѓутоа сигурно ќе има одредени штети. Дециден дека во министерството има празна каса, разнишани институции кои досега не работеле според правилата и функционални системи. Истакна дека тоа што го затегнал во министерството е хаос, а во наредниот период ќе обезбедат земјоделците да бидат задоволни.